Ке се случува нешто мощне убаво, што значи дека после вестите еве продолжуваме со убава информација, а тоа е аерофестивал на храна со домашни бендови, диџеи и така натаму. Повеќе за ова утро ја вклучуваме нашата драга колешка Ирена Спировска, која што ќе разговара за овој настан со градоначалникот на општина Аеродром Дејан Митевски и ќе ни пообјасните и ќе ни дадете многу повеќе информации за овој настан. Ирена, добро утро за вас и повелете да ве слушнеме. Добро утро, Слободанка, поздрав до сите во студиото, поздрав и до гледачите на телевизија Алфа. Како што најави ти, зборуваме за еден убав настан кој што почнувајќи од утре, ќе се случува до 8 септември, тука во паркот Авионче, Лисиче, општина Аеродром. Се работи за првиот Аеро Стрит Фуд фестивал, на кој што жителите на општина Аеродром, но и сите кои што ќе сакаат да дојдат и да почувствуваат атмосферата на овој уникатен фестивал, ќе може да се дружат, да се забавуваат во тек на следните неколку денови. Повеќе информации за првиот Аеро Стрит Фуд фестивал во продолжение ќе дознаеме низ разговорот со градоначалникот на општина Аеродром Дејан Митевски и со Дарко Панчевски, организатор на овој фестивал. Добро утро за двајцата. Градоначалник Аеродром навистина може да се пофали со голем број активности кои што имаат за цел да им овозможат на жителите на општина да се дружат, да се забавуваат, да негуваат еден убав соживот, а Аеро Стрит Фуд фестивал е уште една таква иницијатива. Како всушност се роди идејата? Да, Ирена, пред се добро утро и поздрав до гледачите на утринска на ТВ Алфа. Ова идеја почна спонтано, ја разговаравме уште минатата идеја со дел од минатата година со дел од организаторите, меѓутоа поради краткиот временски период не успеавме да ја организираме. Оваа година за среќа почнавме навремено со организација и се надевам дека ќе направиме една нова скопска приказна, еден нов скопски фестивал, фестивал на храна и музика, место каде што ќе можат сите да уживаат на едно место. Забава за сите генерации, буквално од најмали до највозрастни, така ќе биде впрочем и цел месец септември. Започнавме веќе со Back to School една забава за најмалите и во текот на месец септември организираме повеќе настани каде што аеродромци ќе имаат можност да уживаат. Овој фестивал ќе се случува почнувајќи од утре, заклучно со 8 септември, што значи ќе ги опфати токму тие денови од празничниот продолжен викенд и ќе им понуди можност на сите што ќе останат во нашиот град да уживаат во повеќе активности кои што ќе бидат распослани тука во овој убав простор во паркот Авионче. Да, обично граѓаните на Скопје знаат за време на продолжени викенди да го напуштат Скопје, меѓутоа добар дел и остануваат во Скопје, така ќе бидеме. И ние затоа одлучивме токму овој викенд да им понудиме на забава на Скопјани, верувам дека нема да има на друго место организирана ваква забава и дека ова ќе биде центарот на градот за време на продолжениот викенд. Така, активностите ќе се одвиваат во тек на попладневните часови, односно со почеток од 17:30, па тука би го вклучила и Дарко како организатор на фестивалот. Храната и музиката секогаш ги спојуваат и ги зближуваат луѓето, така ќе биде и на овој Аеро Стрит Фуд фестивал. Токму така, 4 дена ќе бидат исполнети, 14 изложувачи со храна, ќе имаме 3 бенда и 9 диџеи. Храната и музиката секоја знаат да направат да ни биде интересно и весело, така да и овој пат ќе им понудиме на Скопјани еден урбан настан каде што ќе можат да дојдат и да уживаат во овие два благодети. Покрај тоа ќе имаме и предизвици како најмногу кој ќе може да изаде кебапи, да погодат прецизно со хартиено авионче во одредена цел, возење на Формула 1 симулатор, како и да одговараат на прашања и да добиваат подароци. Мислам дека Аеродром во овие 4 дена ќе понуди најдобрата забава во Скопје. Сите оние кои ќе останат за време на овој продолжен викенд ќе имаат алтернативна забава токму тука на ова авионче. Така, значи ќе има многу забава, добра храна, добра музика, дури и награди и надпреварување за посетителите. Може ли, Дарко, да откриеме дел од оние што ќе бидат задолжени за убавата забава и атмосфера? Така, во првиот ден ќе ги видиме Рингтонс, веќе вториот ден ќе бидат Саут Парк, Breakdown Band, DJ Александар Јорданов, DJ Мицов, DJ Марко, DJ Гардијан, DJ Филип, Гоце Сав и други. Модератор ќе биде
познатиот нас аеродромец Бомбакис, така да мислам дека имаме квалитетни урбани имиња кои навистина ќе им доловат една убава забава на сите оние кои сакаат да се забавуваат. Така е, во секој случај на вистина оригинална и убава идеја. Она што го затекнавме утринава кога дојдовме во паркот Авионче е вредната екипа која што ја косеше тревата, го средува паркот и на вистина еве да ве пофалиме за сите тие активности, прекрасно зелено катче во нашиот град, уредено како што треба да доликува на една метропола. Дали се ова редовни активности во тек на целата година? Да, апсолутно, и ова е еден од најубавите паркови, не само во аеродром, туку и во цело Скопје, како општина се трудиме максимално да ги одржиме сите оние површини кои што се под наша надлежност и секаде наму каде што имаме можност да биде вака зелено и убаво. За жал имаме некои недоразбирања со градот Скопје, меѓутоа се надевам дека за многу скоро време ќе ги надминеме и целата територија на општина Аеродром ќе изгледа вака како што изгледа овој парк утрово. Така, во секој случај, паркот Авионче подготвен за престојното случување првиот Аеро Стрит Фуд фестивал од 5 до 8. Да, покана и до сите скопјани и сите аеродромци да ни се придружат веќе од утре од поподневните часови од 17:30 и во текот на целиот викенд да додат да живеат во една прекрасна музика, храна, исполнета со многу држини. Так. За сите оние што можеби подоцна се вклуча во ова линковско вклучување во живо, Дарко, каде може да ги добијат граѓаните информациите за тековната програма и сето она што ќе се случува на овој фестивал? Така, програмата е објавена на профилите на социјалните медиуми на Aero Street Food Festival. Програмата ќе биде од 17:30 до 00:30 секој ден од 5 до 8. Во било кој период да дојдат ќе има тука ќе може да видат забава, штандовите ќе може да им понудат храна и пијалоци, така да ги повикувам без разлика на луѓето на сите генерации, може да дојдат бабите и дедовците со своите внуци, можат и луѓето сами како себе со во друштва, во парови, како и да дојдат ќе им понудиме стварно интересен настан и место за дружење. А според одбраната програма, односно музичките учесници изведувачи, забележувам дека се таргетира и на младата популација од аеродром. Токму така, сите артисти се домашни изведувачи, ќе слушаме исклучиво македонска музика и настанот е наменет и за млади и за стари луѓе. Јас ви благодарам на двајцата за одвоеното време, утринава да ги информираме сите жители на градот Скопје, особено на општината Аеродром за ова убаво случување. Ќе ви посакам успешна реализација на првиот Аеро Стрит Фуд фестивал, посакувајќи ова да стане една убава традиција во нашата општина Аеродром, која што ќе ги собери и младите и старите на исто место. Еве, паркот искосен, среден, временските услови исто така ќе бидат идеални, што значи дека сите услови се исполнети на 5, 6, 7 и 8 во паркот Авионче во општина Аеродром, да уживаме во уште едно убаво дружење и уште еден нов фестивал, Аеро Стрит Фуд фестивал, па сите што сте слободни, веќе утре повелете во 17 часот и 30 минути на ова место да уживате во убавата атмосфера и во дружењето што ќе ни го донесе овој фестивал. Еве со оваа информација полека го завршуваме нашето јавување во живо, но нашата утринска програма секако продолжува и понатаму со многу бројни интересни содржини за сите вас кои што денешниот ден го започнувате со програмата на телевизија Алфа. Ирина, многу благодарам за овој разговор и како што кажав и на самиот почеток за овие информации кои што сега ни се повеќе јасни и достапни на сите нас и многу убав настан ке се случува кај Авионче во аеродром.